Еве денеска, во очи на протестниот митинг и промоцијата на првата кандидатура за градоначалник во Република Македонија од страна на Социјалдемократскиот сојуз и воопшто од било која политичка партија во државата, ја користиме можноста заедно со најголемиот дел од раководството на Социјалдемократскиот сојуз овде на плошадот во Струмица да ги презентираме двата најголеми проекти кои што во последните 3 години општина Струмица на чело со Социјалдемократскиот сојуз ги има реализирано во Струмица. Се работи за два капитални, огромни проекти од огромно значење како и да гледате на работите. Се работи за градскиот плоштад, кој што ги дефинира првите подземни улици, првите подземни семафори, подземни паркинзи во Република Македонија, едно софистицирано и модернистичко решение кое што навистина представува нов символ на живење на струмичани во градот Струмица. Проект вреден 3,7 милиони евра, исклучиво средства обезбедени од буџетот на општина Струмица. Ова е плоштадот на кој што стоиме денеска и представува една од гордостите на Струмица. Вториот проект е гасификацијата на Струмица, проект исто така изграден од сопствени средства на граѓаните на општина Струмица преку буџетот на општина Струмица, досега вреден 1,7 милиони евра. Презентиравме сите конкретни делници, сите споеви на идните потрошувачи на гасификацијата во Струмица и навистина двата проекти сами по себе представуваат капитална инвестиција од буџет на една општина од 55.000 жители во вкупна вредност од 5,4 милиони евра. Сакам сите да знаат и да спомнат дали владата на Република Македонија за овие 3 години од сопствени средства, одзимајќи ги сите кредитни линии и сите грантови кои што се кон државата, од сопствени средства има изградено такви значајни капитални проекти во Македонија. Овие два проекти денеска ги презентираме од исклучива причина да потсетиме уште еднаш што се случуваше во последните 3 години во Струмица, како најава за она што ќе се случува во наредните 5 години во нашиот град и во нашата средина во која што живееме. Највисокото раководство на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија вчера ги посети Струмица, Босилово, Василево и завршивме во Новосело, значи сите општини со еден огромен број на населени места. Бевме постојано во контакт со граѓаните и се уште сме и денеска. Денеска под оваа тента повторно целото раководство на СДСМ ќе биде присутно. Ова го правиме се со цел да бидеме што е можно повеќе со граѓаните. Нашата цел е да ги слушнеме нивните мислења, нивните идеи, нивните сугестии и нивните критики, со цел од сите тие разговори да дојдеме до заеднички заклучоци што е она што може да го подобри живењето на граѓаните ширум Македонија. Ова го започнавме во Струмица вчера и денеска, бидејќи знаеме дека тука секогаш сме добре дојдени. Оваа прилика ја користам да им се заблагодарам на сите граѓани за одличниот прием, за сето она што го направија за нас раководството на СДСМ, секаде каде што бевме, во дворовите по дома, во дуќаните, на пазарите, на чешмите, бевме одлично примени, не само од наши симпатизери и членови, огромен број на неопределени граѓани ни примаа, беше задоволство да се сретнеме со секој од нив, да ги слушнеме, да се погледнеме во очи, да размениме мисли и идеи. Меѓутоа, истовремено продолжуваме со ова темпо цело лето, за СДСМ нема да има всушност одмор, нема да има лето, веќе после Струмица продолжуваме со исто темпо и на ист начин средби со граѓани во Велес, па потоа во Штип, во Куманово и така натаму во текот на целиот летен период. Уште еднаш ја користам приликата да им се заблагодарам на сите оние кои ни посветија внимание, кои го одвоија своето време да бидат со нас, кои ги споделија своите мисли, идеи, критики и сугестии со нас и истовремено да ги повикам сите граѓани вечерва во 20 часот да дојдат овде на плоштадот во Струмица да го кренат својот глас за Македонија. Ви благодарам.